Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Господа Христа, нашиот вистински Бог. Слушајќи го во бедниот говор на свештеникот, забележуваме дека Црквата Христова е неисцрпен извор на хуманизмот, на човеколюбието, на доброто љубието, на добродетелноста, на правоверноста, на помошта, на заштитата, на грижата, на себе раснувањето. И од друга страна, тенденцијата на хуманизмот да создаде, да утврди, да изгради, да устрои филантроп лик кој би бил доминантен. Меѓутоа, токму таа е диференцијацијата, што од филантроп се раѓа и се уцврстува и се изградува и се поставува на повисока положба и друг филантроп. Филантропијата исто така, драги браќа во Христа и сестри, има непредвидлив серијал на себе истакнување, на себе потврдување, на себе почитување, кое што еве гледаме не може да создаде доминантен филантропски лик. За разлика од ова што го чувме и видовме, со истата храна која што се хранат служителите на Светиот Дух, храната на заповедите на Богочовекот Христос, постојано и неуморно, аскетски се раѓаат како човеколюбиви ликови. Токму тоа е, возлюбени, дистинкцијата помеѓу хуманизмот, филантропијата и човеколюбието. Токму тоа што филантропијата го декомпозира, значи го раздвојува, да не речам по хемиски пат, туку по мисловен пат, телото, односно духот од материјата. И токму затоа човеколюбивиот лик е дуалистички лик, кој во себе ги обединува материјата и умот, по оној ум кој што копне по божествените енергии. За разлика од спецификациите и категориите на филантропијата, која што е исклучиво скептична, која што е исклучиво агностичка, која што е исклучиво бара и наоѓа дека потенцијалот на еманципаторскиот потенцијал на технологијата ќе го направи човекот совршен. Токму и тука се наоѓа, токму и тука е лоцирана заблудата на филантропијата, на хуманизмот, па дури и на каритативните дела, оние дела добролюбиви што ги создава како дејства на заштитата, дејства на грижата, дејства на правдата, дејства на владењето на правото, заштита на жртвата, еднаквоста на, па дури и на родовите и така натаму. Токму таа е заблудата дека од себе го исклучува
првенствено умот, а се концентрира токму на развојот на материјата. И затоа не може да постигне она што човеколюбивите светители го постигнуваат. Филантропијата и хуманизмот го валидизира човековото знаење, го усовршува преку слободата на мислата. Меѓутоа, слободата на мислата всушност е слобода која што патува кон робството. Кон робството на материјата, кон робството на пресоздавањето, кон робството на преизобилната креација. И токму така, на филантропот, на филантропијата и на хуманизмот им е потребен човек кој не е суров, кој не е злоблив, кој не агресира, човек кој не е себичен, кој може да подели друг, распоредител на богатството. Меѓутоа, затоа и филантропијата се обидува да направи и такви филантропски организации, такви фондации, такви добротворни болници, да најде лек за многу тешки болести, болести кои што очигледно не може самиот човек да се справи. И тоа е токму таа компонента која што филантропијата ја прави асимилирачка, односно ја прави да биде прозелитистичка, а тоа значи дека на насилен, на суптилен начин ги врбува со воведување на христијанска филантропија. Онаа филантропија која што сепак можеме да им кажеме дека е благородна, која што е грижлива за човекот и за развојот на човекот. Меѓутоа, развојот на технологијата и на вештините, на генијалноста на човекот не го прават целосно и комплетно совршен, бидејќи каков човек бара филантропијата и хуманизмот? Човек хуманитарец, човек кој може да даде помош на другиот. Меѓутоа, тука во таа дарежливост, во таа помош што ја пружа секој хуманитарец, е зацкриена тајната на градениот, компонираниот интерес. А интересот е оној да се максимизира задоволството, а при тоа да се минимизира болката. Во тој распон, во тој јаз меѓу создавањето на задоволства и минимизирањето на болката, односно тенденцијата за зголемување на количеството задоволство кое што се произведува за секого и количеството на болка што се спречува. Е токму тука е тој јаз во кој што се вплеткува и христијанинот. Хуманитарецот, хуманизмот и филантропот бараат од нас исто така да учествуваме во тие дела. Меѓутоа, како што слушнавме од воведениот говор на свештеникот, каков човек е светителот Николај, архиепископот Миликиски чудотворец? Е човеколюбив, кој својот копнеш да умот свој првенствено го вгради во помагањето, во страдањето. Токму тоа го нема во филантропијата и во хуманизмот, сострадалништвото,
сораспнувањето со ближниот, претрпувањето на неправда, помагањето, а кое што не очекува за возврат, е нешто со кое што се украсуваат светителите. Тоа е добродетелски чин за кое што никој не бара репроцитет, не бара повратен одговор, туку го дава од себе и заборава и го држи во тајност. Затоа оваа икона на светиот Никола е икона која што ни укажува дека помагал и на копно, помагал и кога луѓето се давеле во длабоките води на морето, ги изнесувал безбедно на копно, помагал и бил грижлив за сиромасите, помагајќи им помош да ја држал во тајност. Зошто? Затоа што во Светото Евангелие според Матеј, 6 глава, 2 стих се вели: немојте да ја прикажувате вашата праведност пред луѓето, затоа што она што го давате, за она што го давате ќе бидете наградени од Отецот Небесен. Исто така, можам и да ви повторам и делови од посланието на светиот апостол Јаков, во 2 глава, од 20 стих до 26, каде што се вели: ако дојде некој брат и сестра и ви побара голи и неухранети, и ви побара да бидат облечени и нахранети, а вие им речете одете си со мир, што сте направиле? Делото, вашата вера со делата стануваат мртви. Меѓутоа, исто така се потврдува и во дека верата е мртва без дела тогаш кога Бог, односно тогаш кога Авраам го положи својот син на жртва и неговата вера стана посовршена тогаш кога му поверува на Бог својот син да го даде на жртва. И таа вера стана посовршена. Тоа значи дека верата сама по себе е мртва без делата. Меѓутоа, возлюбени, ние не паѓаме во замките на заблудата дека исклучиво филозофијата на слободна мисла може да не одведе до совршенство. Напротив, филозофијата на слободната мисла води кон агностицизам, кон барање на потврда на нетварното. Нашите срца, возлюбени во Господа, се затоплени токму од божествените енергии. И затоа сме ние дуалистички битија кои што првенствено ги своите мисли насочуваме кон копнежот за соединување со мислата која што произлегува од добродетелта што е опишана и заповедана во Евангелието. Токму затоа ние сме комплетни битија кои што материјата ја правиме совршена преку добродетелното поведение, преку испитувањето на верата која што ни е дадена во заповедите од Евангелието, ја пренесуваме во секое човечко дејство и во секоја човечка мисла. И токму затоа нашата мисла и нашите дела не се декомпозирани.
не се раздвоени и затоа нашата помош, нашата човеколюбивост се дава без реципроцитет. Даваме и забораваме во нашата дарежливост. Не бараме возврат, ниту пак бараме да бидеме со епитети наградувани и поставувани како положба на јавен филантроп. Тоа и да ни го понудат, не би го прифатиле. Би го отфрлиле како аргумент спротивен на заповедта Божја. Кога давате вашата лева рака да не знае што прави десната, е заповед Божја која што е проследена со тоа дека наградата нема да ја добиеме овде, туку наградата ќе ја добиеме од Отецот кој е на небесата. А кој тоа што го вршиме во тајност, ќе го пројави во јавност во оние денови на второто Христово доаѓање. Овој светител Никола, кроток, смирен, дарежлив, човеколюбив, сострадалник, помагач на безпомошните, нека ни биде образец на поведението, нека ни биде образец на секое наша мисла и на секое наше действие. Бидејќи видовме дека колку значајно дело изврши, кога во тајност лошите мисли на таткото на двете керки ја преобрази во добродетелност. Лошите мисли да од собствената која направи лудилиште. Токму тајноста на дарот дава плод, оној пак спротиставен аргумент дека ако даруваме некаде во јавноста ќе бидеме пофалени. Нашето име со епитети ќе биде пофалувано, нема да вроди плод. Бидејќи злонамерноста да примиме станува во нас злодействие. Ке посакаме и ние да бидеме богати како што оние што од богатите сме примиле, па да можеме и ние на некого да даруваме. А богатството, возлюбени, се стекнува со вршење неправда, со вршење зли дејства на ближниот, со вршење злодействија врз трудот, врз напорот, врз интелигенцијата и гениалноста на луѓето кои можат да создаваат богатство. Затоа, имајте го на ум овој образец, чиј спомен денес го празнуваме на светиот Никола. Образец поведение кое што ќе не одведе во дуалистичкиот приод на копнење кон заповедите Божи и дејства усогласени во се со заповедите Божи. И во таа смисла и на тој начин ќе ја усовршиме нашата целокупна личност на телото и на духот. Ќе бидат сите наши дела одухотворени, охристовени, христоподобни, богоподобни, богопожелни. Светиот Николај, архиепископот Меликиски чудотворец, за чии дела слушнавме и сме сведоци и веруваме дека се извршени, да ни помага и денски и ноќе, кога ќе повикаме неговото име во молитва, да ни помага на нашите усрдни мисли, на нашите таги, на нашите ридања и на нашите солзи, кога сме безпомошни. И тогаш ќе го видите делотворното
дело на како гностици, а не како агностици, како оние кои срцето и умот свој ги очистиле за толку доволно за да го привлечат Светиот Дух, божествените енергии на благодатта Божја. Нека Светиот Николај, архиепископот Великиски чудотворец, го заштитува овој град, Куманово, кој е негов патрон, нас во неговата црква, кои секојдневно ги произнесуваме молитвите, сега, секогаш и во вечни векови. Амин.